Него тоа е на сите до сега што се биле и овие од сега што се треба да се свесни дека веќе нема назад, дека сме практично изолирани како гето, дека сме малото прсте на ногата на Европа и дека сето па малото прсте сме, да. И дека сме во тој организам сепак и малото прсте боли е, нели, битно на некој начин, меѓутоа треба тоа да го сваниме, дека треба да го изработиме тој. 60 секунди помина. Ќе продолжите од претходно или? Да, ќе продолжам помалку, ќе се осврнам на изјавата на господин Макрадули. Вториот услов Тоа е пирамида. Тоа е пирамида. Слободно. Добро. Може да го стопирате времето кога публиката се буни. Не му го земете времето на господинот Филип. Повелете. Значи, вториот Повелете. да видов кој ви дава по 100 евра да ме обструирате. Така. Значи, вториот услов е модерен пасош. Ние изгубивме 4 години. Апсолутно мислам дека е замаглување кога зборуваме дека процесот е двостран, затоа што, еве да земеме компарација, почетоците на 90-тите години, каде беше Бугарија и каде беше Романија, па од 1 јануари 2007 година тие ќе станат рамноправни членки на Европска унија, а Македонија стои во место. Значи, проблемот е, господја, ве молам. Тебе замолам, немате право да го прелувате од ве молам, стрпете се, ќе ви дадат право на реплика, реплицирате ми. Значи, состојбата е многу проста. Проблемите треба да знаеме, да ги лоцираме кај себе и да ја прифатиме одговорноста. Главниот проблем на Македонија е што никој не сака да прифати одговорност и дури, еве како што гледате, ќе ме распнат на крст затоа што имам различно мислење, не можам ни да го кажам тоа мислење. Значи, се создаваше еден привид, една хипноза која што резултира како што резултира и се сложувам дека сме на маргините на Европа, меѓутоа не ни е крива Европа, сами сме си криви, проблемите се кај нас, треба да ги лоцираме, а не да мислиме дека сме голема партија, па ќе свикуваме партиски самити и затоа сме многу значајни во општеството. Добро. Ние имаме проблем со визите и до сега владите не го решава. Добро, ви благодарам, господин Петров. Колку предвидувате дека овој процес ќе трае? Еве, да почнеме со олеснување. Затоа што очигледно дека укинувањето уште подолго ќе го чекаме. На привилегираните граѓани да им издаваат полесно визи. Онака како што вие кажавте, привилегираните граѓани ќе се свати дека дискриминаторски ќе види тој однос на олеснување. Она што е најбитно да студентите можат полесно да добијат виза и да можат да разменуваат искуства со своите студенти во процесот, со своите колеги од други држави, посебно други универзитети, посебно со болонскиот концепт што е воведен во нашата држава, каде што можете и некој семестар да го поминете на друг универзитет. Мислам дека заслуживме во сите овие 15 години оно што како држава го направивме, да од страна на нашите пријатели од Европа добиеме не само леснување, туку и укинување на визите. Како го коментирате со Хрватска случајот на граница, што им забранувале влез им барале гарантно писмо за верено одното? Па добро, ако ги прочитате добро хрватските медиуми, тие секогаш ќе ви кажат дека Македонија е многу понапред од Хрватска и дека во Хрватска не чинат работите. Мислам дека Хрватска исто се бори и го бара својот идентитет, сака да се одвои од Република Македонија, дека е многу поблиску до Европа. Јас тука не би се сложил, јас сепак навијам за Македонија. Добро, ви благодарам. Господине Митрев, имате право да ја завршите темата.